Граѓанските организации од средината на декември па се до ден денеска се соочуваат со сериозни притисоци од државните институции. Во над 20 организации се уште се присутни инспекторите на управата за јавни приходи, кои што нивните истраги ги започнаа кон крајот на декември и кои што се однесуваат на 5-годишното работење на граѓанските организации. Дополнително, тоа што особено загрижува последнава недела дена е дека во 13 организации се посетени од страна на финансиската полиција, од страна на Министерството за внатрешни работи, по барање на основното јавно обвинителство во предистражна постапка за непознат основ, бидејќи така како што ги водат постапките и правниот број патува на тоа дека бараат се, односно не знаат што бараат, и особено последниве 3 дена организациите кои што се посетени, од нив во налозите се бара да се одземат документи поврзани со плаќањата, приливите и плаќањата направени од USAID, од Американската агенција за развој. Мислиме дека начинот на кој што се развиваат работите, интензивирањето на притисокот, инструментите кои што се користат и целта кон која што одат за да креираат очигледно случај за злоупотреба на парите, упатува на тоа дека ако оваа ситуација потрае и политичката криза не се разреши во скоро време, граѓанските организации може да бидат сериозна колатерална штета на она што ни се случува во поширокиот контекст, иако се тоа време работела единствено и само во интерес на граѓаните. Само за некаква заштита од новата влада, затоа што викате ако не дојде нова влада, во момент очекувате некаква заштита од новата влада, зошто во Значи, ние во моментов немаме нова влада. Ние во моментов имаме институции кои што се од владата на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. Очекувате некаква заштита од некоја нова влада. Рековте дека доколку дојде, ако не дојде нова влада, притисоците ќе продолжат. Значи, доколку не се разреси политичката криза, затоа што ова е злоупотреба од страна на институциите во ситуација во која што во Македонија не се знае кој јаде и кој пие. Не се знае дали имаме еден легитимен представник на било кое ниво на власт. Единствен легитимен формално е се уште председателот Иванов, кој што со последните 2 одлуки се делегитимираше себе си комплетно исто така во очите на граѓаните. Така што во таа ситуација, во непостоење на легитимни институции, се злоупотребува силата на моќта, а не силата на правото, за да се санкционираат оние кои што работат во интересот на граѓаните на оваа држава. Ви благодарам. Само од USAID ви бараа документи или за сите приливи? Други? Значи, овие последните барања се барања за приливи и плаќања на средства кои што доаѓаат од USAID. Минатата недела, првиот круг на посети од финансиската полиција и Министерството за внатрешни работи бара да обезбедиме документација за единечни плаќања на конкретни индивидуалци кои што варираа од тоа луѓе со кои што имаме договори за закуп до луѓе на кои што сме им платиле одреден авторски договор. Ова што сега се случува последниве 2-3 дена со барање на сите приливи и плаќања по основ на USAID средствата е многу сериозно. Знаме дека овие фондации давале пари и на државни институции. Дали имате сознание дали тие државни институции се чештат? Немаме информации дека парите на USAID кои што се во поддршка и подкрепа на институциите во моментов се под било каков надзор. Исклучиво се под надзор парите на USAID за граѓанското општество и за граѓаните на Република Македонија.